ова издание. Над 60.000 заразени во еден ден во САД. Официјалните лица бараат секој да носи маска надвор. Амбасадорката на САД во Македонија Кейт Брнс донираше маски и средства за дезинфекција за изборниот ден. А по најавата за можна депортација на странски студенти од САД, Гласот на Америка разговараше со адвокатот на Меланија Трамп. Почнуваме веднаш. Ве поздравувам од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска, а во продолжение ќе гледате уште едно издание на Гласот на Америка на македонски. Визните рестрикции би можеле да се одразат на над 1 милион странски студенти во САД. Пред да продолжиме со тоа, одиме со блог Куси вести. Соединетите држави во неделата потврдија повеќе од 60.000 нови случаи на коронавирус, а во повеќе сојузни држави, вклучувајќи ги Флорида, Тексас, Луизијана и Аризона, има нагло зголемување на новозаразените. Во Флорида во неделата за 24 часа бројот на инфицирани порасна за 15.299. Невисокиот американски здравствен службеник ги повика сите да носат маска кога се во јавност за да спречат ширење на COVID-19. Американската амбасада и предаде на Македонската државна изборна комисија донација од 50.000 заштитни маски и 10.000 средства за дезинфекција како поддршка за безбедно спроведување на изборите. Амбасадорката не сакаше да коментира дали пандемијата ќе влијае врз одзивот на гласачите. Ќе треба да видиме каков ќе биде одзивот на гласачите. Охрабрени сме од преземените заштитни мерки, од одличната комуникација на владата да ги охрабри гласачите да излезат и да го остварат своето демократско право на глас и избор и да го направат тоа безбедно и во здрава средина. Какви последици може да има евентуалната депортација на странски студенти од САД? Ке слушнете од разговорот со адвокатот на првата дама Меланија Трамп. Let's invest in people. Майкл Вайлдс, адвокат за емиграција од Њујорк, вели дека е неопходно да им се продолжат визите на странските студенти кои веќе се во САД, независно дали програмата ќе се одвива само онлайн. Администрацијата на председателот Доналд Трамп минатата недела најави визни рестрикции за меѓународните студенти кои не мора лично да доаѓаат на универзитет за да ги следат часовите. Вайлдс, чиј татко, адвокатот Лион Вайлдс, го застапуваше Џон Ленон во неговата битка да се спаси од депортација. Смета дека ваквата мерка ќе им наштети не само на студентите, туку и на универзитетите и на економијата воопшто. They're buying milk, juice, eggs, they're paying rent. Студентите купуваат млеко, јајца, плаќаат кирија. Ако треба да заминат, тоа ќе влијае многу врз економијата на нивните заедници. Универзитетите како Харвард имаат илјадници странски студенти. Ќе направиме парите наместо кај нив да завршуваат во туги школи, а потоа ќе треба да се надпреваруваме со таленти кои беа пред наша врата. Според него, ваквата мерка не ги штити американските работници, туку става дополнителен товар на универзитетите за време на пандемијата. This basically is encouraging schools. Ова всушност придонесува универзитетите за да ги одржат изворите на приходи, да прават компромиси со социјалното дистанцирање. Ке ги соберат луѓето заедно во време кога треба да се држи растојание. Вели дека студентите поради страф од можна депортација ќе бидат принудени да склучуваат брак како еден од алтернативните начини да останат во државата. Страх ми е дека меѓународните студенти во Америка никогаш нема да и простат на администрацијата. А место рестрикции кои се политички мотивирани пред избори, вели тој, треба да се понуди гостопримство во време кога овие студенти најмногу и се потребни на државата. Клучно за нас е да ги имаме овие луѓе овде, особено оние кои се поврзани со медицината. Јас разбирам дека кога има итна ситуација, секој може да помогне. Особено во справување со посттравматскиот период по излегување од пандемијата, вели тој. Вайлдс, кој е автор на книга за системот на имиграција во САД, им порача на студентите. Don't lose faith. Не дозволувајте политичарите или Конгресот да ве обесхрабрат. Америка ќе има потреба од вас и вашите семејства да ни помогнете да излеземе од оваа криза, независно од тоа што го гледате во Вашингтон. Портпаролот на Стејт департментот рече дека меѓународните студенти се добредојдени во САД. Многу странски студенти кои планирале да студираат оваа есен во САД може се уште да имаат можност да го направат тоа. Оделот за домашна безбедност го најави планот за привремени модификации на неимигрантски визи за семестарот на есен 2020. Тие ќе овозможат комбинација од лични и онлайн часови да се исполнат обврските за неимигрантски статус, се вели во соопштението од Стејт департментот.
Председателот Доналд Трамп пак преку Твитер порека побара училиштата и коледжите да се отворат што е можно побрзо. А што се случува со барањата да се скратат парите за полицијата, речиси 2 месеца по смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд? Валдемар Санто им се придружи на стотиците демонстранти пред градското собрание на Њу Јорк, кои бараат пренамена на буџетот и кратење на финансирањето за еден од најголемите полициски оддели во САД. Многу одамна полициски службеник 2 пати пукаше во еден од моите браќа. Од тогаш не ги сакам. Полицискиот оддел на Њу Јорк има буџет од над 6 милиарди долари. Демонстрантите бараат барем 1 милиарда од тие пари да биде пренамената за социјални услуги. Градоначалникот на Њу Јорк Бил де Блазио. Ќе пренамениме финансии од полицијата кон иницијативи за млади и за социјални услуги. Некои полициски службеници предупредуваат дека ако кратењето на буџетот е преголемо, градот ќе се соочи со зголемување на криминалот, особено на убиствата, кои онака се во пораст во Њу Јорк. Но градскиот советник Ричи Торес од Бронкс за Гласот на Америка вели дека целта на дефинансирањето на полицијата не е луѓето да бидат помалку безбедни, туку да креира средина каде полицијата нема да биде единствената линија на одбрана. Постои консензус за драматично намалување на буџетот на полицијата на Њу Јорк, но мора и ние да се одвикнеме од идејата дека полицијата, вртењето на 192 е одговор на секој проблем. Кратењата може да значат дека планот за вработување на 1100 полициски службеници ќе биде одложен, а оние задолжени за безбедност во училиштата би можеле да бидат отстранети. Дури ако го скратат буџетот, а се друго остане исто и оние кои се на влијателни позиции останат таму, ништо нема да се промени. Демонстрантите велат дека ќе останат пред градското собрание и ќе продолжат со протестите се додека не бидат исполнети нивните барања. А може ли да и се верува на апликацијата TikTok? Погледнете. TikTok долго е критикувана како закана за приватноста на неговите корисници и за американската национална безбедност. На почетокот од годинава, американските сенатори Џош Холи и Рик Скот подготвија легислатива со која им се забранува на сите федерални работници да користат TikTok на службени направи, поради загриженоста дека кинеските власти може да добијат пристап до податоците од американските корисници. Аналитичарите велат дека опасноста е реална. Од TikTok велат дека сериозно ја сваќаат приватноста на корисниците и дека платформата е безбедна. TikTok сега има американец за главен извршен директор, 58 годишниот Кевин Мејер. Тој во исто време е главен оперативен директор на ByteDance, кинеската компанија мајка на TikTok. Но sejedno што е американец, тој сепак одговара пред кинеските директори кои раководат со компанијата, велат критичарите. Може да стане марионета и да го прави она што од него го бара ByteDance. Но поради тоа што доаѓа од висока позиција во Дизни, поради големината и амбициите и визијата на TikTok, ByteDance можеби ќе го слуша, ќе ги прифати неговите сугестии, аргументи, стратегии. Односите меѓу САД и Кина се сериозно влошени поради трговијата и пандемијата на коронавирусот, а американските регулатори ги подложуваат кинеските технолошки компании, како TikTok, под уште подлабински проверки. Поради ова, вработувањето на американски директори, велат аналитичарите, можеби нема да направи разлика. Може би успеваше порано, но после COVID односот меѓу САД и Кина драматично е променет. И поради тоа што технологијата сега ја води геополитиката, компаниите како TikTok и сите кинески технолошки компании навистина ќе бидат под лупа на американските власти. Пријатно.